Облечен во црно со темни научари за сонце, свежо фарбан, Боки 13 денеска со ескорт на затворски чувари од притворот во Шутка дојде во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Кај Вилма Рускоска седеше околу 1 час, не кажал ништо. Обвинителката не дозволила да види какви докази има против него за милионската афера Рекет, па Боки молчал. На крај му дала решение дека истрагата за него е завршена, тврди неговиот адвокат Сашо Дуковски. Според него, Рускоска му го ускратила правото на одбрана на Боки 13. Ова до сега во историјата на македонското правосудство не се случило. Исти ден да се донесе известие за завршена истрага и да се бара да се даде изјава од осомничен кој што претходно ниту еднашка не бил известен за основите на сомневања и доказите кои што стоат против него. По 70 дена поминати во притвор, Боки 13 денеска повтор пат се виде со Рускоска. На 15 јули има прва средба, тогаш тој на Русковска и порача. Перење пари и примање награда за незаконито влијание. Ова се кривичните дела кои Русковска му ги става на товар на Бојан Јовановски. Истрагата за него води во две насоки. Првата за рекетирање на бизнисменот Орце Камчев и исплата на 1,5 милион евра. Втората насока за невладината Меѓународен сојуз, чиј председател е Јовановски. Преку таа организација биле исплаќани пари од градежни бизнисмени за наводна изградба на старечки домови. Исплатената сума на договори со невладината на Боки 13 била неколку стотици илјади евра, а домовите, според истрагата и сведочењето на бизнисмените, никогаш не почнале да се градат.